godini, 207 cm visok. To je naš seniorski reprezentativec, golema nadešna makedonska košarka. 2-2, 3-2. Тут igrač na parketu do 200. Во полет кошаркарите на мрзата не можат да постават равнотежа Каладарчак. И 44-20 поен Тин. На негова тројка, втора во Тикве, први 88-75. Имаше еден лако победи во првото полувреме, направи прекршок. Тоа е, по мојата евиденција, да е година на клупата, петта лична грешка. Тоа е првиот играч кај МЗТ Скопје, што ја напушти играта поради 5 лични. Еден играч имаше и Тикве, што пред време отиде на клупата, тоа беше Гоце Андревски. Слободни фрлања за Николов, негов 10-ти поен. 88-76, 11 поен на Николов, 88. Ова е крај на средбата, 92-86, тоа е конечниот резултат. Победа на кошаркарите на Металскиот завод Тито Скопје. Ова е нивниот втор триумф едно по друго. 92-86, тоа е резултатот од ова финале. Значи во македонскиот клуб до сега 2 победи за Годан Работнички, со вечерашната 2 победи за МЗТ Скопје, една деликатес во 95-та година. Така, металците ја продолжуваат традицијата. Во овие моменти му патуваме честитки на председателот на клубот Тодор Барзов, на неговиот помошник Алин Муратагич, на сите луѓе од управниот одбор на клубот. Секако големи честитки за искуствиот стратег и стручјак Александар Књазев, а честитки и за Стефанов, Нешович, Дервишевич, Куртович, Симич, Петровски, Михајловски, Тин, Блажевски, Књазев, играчите што ги бранеа боите на клубот во ова финале. Пекарот од редакцијата вечер го предава Страшо Нелковски, генерален директор на Македонија Табак. Инаку ова фирма е покровител на нашиот шампионат, МАК Паркер А1 лигата, а пекарот го доделува редакцијата вечер. Овој пекар е преоден, додека пекарот што ќе го врачи председателот на Кошаркарскиот союз на Македонија, Зоре Темелковски, останува во трајна собственост. Го очекуваме сега и тој момент. Пекарите таму и од председателот на организациониот одбор на овој клуб Бранко Атанасов, кој е инаку заменик на генералниот директор.